Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на интервју и овој пат посветено на уметноста. Денешен гостин Никола Тодоровски, стендап комичар и актер. Добре дојде. Добро ве најдов, фала за поканата. Поводот е 13 години стендап кариера. Од пред месеци кусур започнав со турнејата на моето најново стендап шоу наречено Лошо куче. Досега бев во повеќе градови во Македонија, исто така имав и едно шоу, тоест две шоуа надвор од Македонија во Виена и во Линц со исто именото шоу. И на 21 април ќе го направам тоа шоу на сцената на Народен театар Охрид или Центар за култура Григор Прличев Охрид. Поводот, како што веќе кажа, е 13 години од моето прво шоу на 21 април 2011 година. Првото шоу го направив во Кабаре Лектира во Битола. Измина доста време, од тогаш имаше успони, падови, секакви нормални, мислам, амплитуди, да речам. Исто така поминавме еден неверојатен период на изолација. Мислам, сега кога се навраќам вака, обично кога разговарам со пријатели дека 13 години се поминати, вака како бројка не звучи, да речам, премногу, иако доста работи се случија во тие 13 години. И сега нормално би сакал да го заокружам целиот тој процес и нормално на јубилејниот датум да го направам шоуто дома пред својата публика. Тоа ќе биде финале на турнејата Лошо куче, што би рекол фригени логично зашо Лошо куче. Вака, финале не е баш финале, значи шоуто ќе има иднина и понатаму. Јас го планирав да биде како гранд финале во Охрид, меѓутоа заради активностите во матичната куќа и други обврски, малку работите се поместија и не можев да го направам шоуто претходно во сите градови во кои што планирам во Македонија. Планирав последно да биде во Охрид, меѓутоа испадна како испадна, но тоа не значи дека е лошо. Сепак јубилеот решив да си го прославам на матичната сцена. Зошто Лошо куче? Кога го создавам стендап материјалот, значи тоа е еден подолг процес. Материјалот се создава, се тестира на помали места во клубови, конкретно матичниот клуб ни е Джезин на Охриѓани и на јавноста во Македонија им е познато. Тоа е едно култно место за джез и за комедија. Значи, долго време, од прилика, да речам, минимум околу 9 месеци некаде, се тестира, се создава материјалот, се подобрува она што не е окей, се изфрла или се видоизменува и нели се трудам да го направам да е со висок квалитет, интензивна комедија и доаѓаме до некој си, да речеме, час и половина или 2 часа, материјал кој што понатаму повторно се компресира и созрева и веќе кога се чувствувам спремен дека материјалот е во фаза каде што е спремен за на голема сцена, тогаш од прилика започнувам со турнејата. Лошо куче, како што кажав, кога се создава материјалот, тој не е, значи насловот не дава некоја логичка, не знам, рефлексија на она што се случува, зашто сепак се работи за стендап. Материјалот со насловот е поврзан метафорички, односно спонтано, што би рекол јас, во мигови на осаменост ми текна на ова фраза Лошо куче и како кога ќе го кажам, како тип на енергија, како став, ми изгледаше доста привлечно и интересно, затоа што синоним за обично
куќе е дека тоа е врзано со некаков ланец и има некој кој го контролира, кој се грижи тоа да биде нахрането, да биде згрижено, мислам ова е во најдобар случај. А додека лошо куќе, асоциацијата е за нешто, за некој кој умее сам да се грижи за себе. Значи, како завршница во овие 13 години, ако има нешто што, да речам, сум го научил како занает или како школо, настапувајќи и пошироко во Европа и нормално на балканските простори и кај нас во Македонија, е тоа дека секако ќе биде тешко и мораш да се бориш со сите околности. И мислам, кога сум прилично изморен, нормално дека многу пати ми дошло преку глава и ми дошло да се чувствувам преморен, никогаш не ми дошла идеја да се откажам, мислам дека никогаш нема се откажам од ова. И токму заради тоа, сакав да го пренесам во следното шоу, тоа чувство на осаменост. Не на осаменост, туку на индивидуалност, на некој кој е спремен да излезе, да ги погледне луѓето во очи и да зборува за одредени работи за кои што не сме баш смели да разговараме. И чувството на интегритет е она што би сакал да го пренесам од сцената. Мислам, покрај смешки 5-6 пати во минута, што би се рекло, би сакал да го пренесам и чувството на еден уметник кој што е независен. Значи, јас досега, ако можам да кажам дека сум среќен за нешто во овие 13 години поврзано со стендапот, е дека успеав да си го задржам интегритетот. Не сум дозволил да ми влијаат, иако има обиди од сите страни, и во комерцијална смисла, и во политичка смисла и така натаму, затоа што кај нас сцената е не постојат одредени правила кои што ние би можеле, според кои што ние би можеле да играме. Се може и вака, ама може и онака, зависи. И многу е тешко да се плива во таква вода во која што не знаеш од каде ќе надојде нов бран или нова струја. Прилично контролирано општество сме, мислам да не се лажеме. Следам по медиумите која ќе нафрлаат помпезни изјави како на времето било, не знам, комунизам и така натаму и било контролирано и не знам што. Значи, буквално мислам дека тој стил на функционирање е задржан се уште, меѓутоа само нијансите се зголемија. Сега не е во една боја, сега се во неколку. Нели, почнавме со 2 бои, сега има уште малку шарено. Затоа да се навратам на насловот, ете лошо куќе е еден комичар кој што покажува став на сцената за работите кои што ни се секојдневие и покажува индивидуалност. Јас барем така се чувствувам. Сега што ќе зрачи од мене кон публиката, тоа не можам да го контролирам во секој случај. Меѓутоа, тоа е идејата. И морам да додадам дека многу често кога одам по институции или во супермаркет или не знам, било каде, во аптека, во болница или било каде, ме среќаваат луѓе и ми велат, само што ќе те видам и одма смеење ми иде. И викам, точно за тоа се бориме. Значи, стана ретко да видиш човек кој што е насмеан. Викам, подобро е така, отколку да сме намрштени. Зашто тоа ни е секојдневие, буквално. Сакале ние или не. Каква ни е стендап културата? Веројатно со сцената расте и таа. Да, па во последно време има зголемен број на луѓе кои се занимаваат со стендап. Има луѓе кои се професионални актери, има луѓе кои што се од тотален друг бекграунд како професија. Еве конкретно една екипа во Охрид направивме пред 6 години, мислам дека беше
open mic се вика тоа, или отворено шоу за кој сака да се пријави со своји 5 минути оригинален материјал, го направивме во Джезин. Неколку луѓе се пријавија, 13 беа на почетокот, сега за сега функционираат најмногу тројца, ќе ги спомнам: Зоран Донев, Јован Цветковски и Никола Силјановски братуче. Тоа е од локалната екипа која веќе расте и зазема се поголема и поголема, значи зазема се поголем замав. Исто така колегите од другите градови кои што веќе ги спомнав, кои се професионални актери, сцената се развива. Нормално и природно е во сцената да има вакви или онакви варијанти, во смисла некои позитивни, некои, според мене, не баш толку позитивни. Значи, коментирам чисто како уметник и како дел од една сцена, но мислам дека тоа е природно и нормално и е процес. Исто така, барем на Балканот, а и кај нас, мислам, се појавија луѓе кои што мислат, кои што имаат став и мислат дека можат да го присвојат нешто, тоа е наречено стендап или тој тип на уметност. Тоа не може да се контролира, затоа што тоа е поголемо од сите нас вкупно заедно. И тоа природно се, значи тоа е константна комуникација со публиката и затоа е квалитетно нешто, затоа што ти се трудиш, даваш максимум од себе си за да направиш едно добро парче комедија. Истото не значи ништо се до моментот дури не го тестираш, и кога ќе го тестираш, ти гледаш искрена реакција од публиката. Значи нема тука лажење, нема тука ќе платам не знам медиум за да го каже ова дека е добро, а не е добро. Значи ти си во директна комуникација со публиката и од старт се гледа дали е тоа окей или не е окей. Сега исто така комедијата е индивидуална работа, не се од она што го правиме е за секого, ама нема ни потреба. Мислам, и тоа е убавината на нештото, значи да има диверзитет, да имаме различен став за работите и да не забораваме дека треба да се шегуваме со проблемите, зашто тоа е единствениот начин лошите работи да станат малку поубави. Мислам, тоа е мојата професија. За Охрид и Охридјери вела дека има посебен сенс, посебно чувство за хумор, но генерално какво ни е чувството за хумор? Па во Охрид има култура за шегување и мислам охриѓани се влюбеници во комедијата, тоа ни е, да речам, познато, затоа што на некој начин и јас почнав да се занимавам со тоа благодарение на луѓето кои што претходно се занимавале со слични работи. Секако тоа биле други варијанти. Мислам, ние немавме ни поим во 80-тите или 90-тите за овој жанр стендап комедија, затоа што не ни беа достапни програми. Ние, мислам, се беше толку многу контролирано, што ние немавме достап до одредени такви шоуа. Јас го открив, јас од секогаш сакав да се занимавам со комедија, меѓутоа кај нас во тој ран период ни беше познат варијантата на скеч комедија и уште луѓето стендапот го третираат како скеч. Мислам, не, тоа е друго жанровски. Да, веќе се по да речам изменети, по кристализирани работите и нормално сцената е побогата. Мислам дека има голем развој и јас се чувствувам како артист во добар дел дека имам придонесено за сето тоа и апелирам и се надевам дека сето тоа ќе се развива. Нормално е подобро да има што поголема понуда. Многу ми е криво, например, што медиумите кај нас не се заинтересирани толку многу за домашна продукција, тоест продуцентите или уредниците или собствениците, еве да речам, на телевизии се на некој начин мрзливи, затоа што полесно им е да купат готов спакован производ кој што условно речено има некаква гледаност или гарантира. Ама мислам и тоа е во ред. Меѓутоа
Значи, не може секогаш ние да сме зависни од некаква друга култура. Не може само со увоз да функционираме. После се чудиме зошто децата ни зборуваат прво на англиски, а после бараат кој е тој збор на македонски. Значи, затоа што нема кај да ги гледаат. Ние кога бевме деца имаше некаква програма, образовна програма, имаше забавна програма за деца на македонски јазик. Сега апсолутно она што останува е да гледаат на YouTube и еве вака нешто што произведуваме ние на, да речам, независна основа. Што нормално капацитетот на независна основа не може да биде таков каков на пример на еден медиум, национален медиум од типот на МТВ кој има опрема, екипи, студија и така натаму. Меѓутоа еве јас на пример не знам зошто не се прашуваме сите. Да. Не се произведува домашна програма. Кое што беше прво кое го гледаше што те инспирира во кариерата во 90-тите? Од представи секако дека представите на Охридскиот театар кој што тогаш беше во зародиш, сите представи кои што успеав да ги гледам тогаш, комедии во секој случај од типот на Сомнително лице, Ништо без трифолио и така натам, сите тие кои тогаш беа хит. Нормално дека ја зачна желбата да се занимавам со театар и со глума. Исто така, нормално дека едно од најактуелните шоуа беше во тоа време К15, мислам, тоа беше достапно и тоа беше нешто со кое си легнувавме и се будевме и беше многу свеж поглед на работите и внесе ведрина и критика во секој случај. И тоа е здравиот начин на функционирање на едно општество, инаку премногу како луѓе се опуштаме. Прифаќаме критика? Апсолутно. Зборувам за факторите. Апсолутно. Прашањето е дали тие големите се спремни на критика точно, или јас како... Какви се реакциите? Ти си спремен, мислам. Имал повици разноразни во текот на овие 13 години, да бидам искрен. Сум имал повици, меѓутоа еве се уште функционираме. Нешто типот ќе видиш ти или од типот да, малку полабаво за некои работи зашто така. Мислам така со три точки се. Толку е градов наши. Не само градов, правиме муавет за државата, за Македонија. Значи исто така и од друга страна пак сум имал средби со личности кои се повисоко во хиерархијата, пак кои од друга страна прифаќаат. Значи не можам да кажам дека нема луѓе кои функционираат како што треба. Има малку се во споредба со останатите. Никола, покрај 13 години стендап кариера, си дел од една супер креативна приказна, тоа е Two Mothers Brothers. Шоуто кој исто така има юбилеј, една деценија. Да, 10 години. И тоа е посебна приказна за себе. Да. За тоа ќе разговараме остана тема, ама невозможно е да не го спомнеме. Со колегата и брат Стрезо Стаматовски пред 10 години ја започнавме таа креативна приказна, кабарето Two Mothers Brothers, кое што исто така се грижи да упати критика кон општествените недостатоци по пат на креативен хумор и оригинални и пародија на познати песни. За ова лето планираме, за да се одбележи и тој јубилеј од 10 години, планираме еден голем специјален настан кој ќе биде дел, тоест финале на следниот Summer Comedy Marathon, заедно со Стрезо Стаматовски и секако секогаш со Охрид Ньюс, кој што редовно ни дава поддршка. Сега вака е чудно, бидејќи си седиме заедно да се пофалиме вака, ама вистината е вистина. Тоа ќе биде шоу кој верувам ќе биде вистинско финале на стендап маратонот, па кога го спомнавме за комеди маратонот, да нафрлиме што ќе има можност да види публиката ова лето?
Во секој случај се трудам од година во година да ја освежиме програмата. Од пред некоја година Summer Comedy маратонот е веќе од интернационален карактер. Значи, соработуваме со комичари, артисти од Европа, па и сме имале и од други континенти, Америка, неколку артисти, да речеме, Австралија исто. Така да ќе се трудам исто програмата да е богата, ќе се трудиме да се освежи концептот со тоа што најверојатно чекаме потврда за уште Покрај бројните стендап шоуа, зад себе имаш голем дел снимени емисии, снимени шоуа, а последно време актуелен и активен си со подкаст. Па да, тоа се случи, да речам, некако спонтано, како комбинација во соработка со Никола Силјановски, братучет. Се договоривме да пробаме да создадеме еден исто така независен медиум. Подкастот се вика Нитро 2 или ние како што го викаме Нитро 2. За разлика од подкастите на кои што сме навикнати, обично се интервју тип подкаст, ова е нешто малку поинако. Значи, е нешто како comedy jam session, се случува спонтано. Основното правило е да има изненадувања. Значи, тој буквално не знае јас што носам, јас не знам тој што носи во епизодата и константно сме тука присутни и константно се трудиме едниот да го изненади другиот. Каде ќе води тоа? Како е резултатот за сега? Резултатот е одличен, затоа што веќе почнавме да добиваме многу добри коментари од страна на луѓето кои што го следат подкастот. Буквално добиваме, да речам, и сериозни коментари за работи кои што ова општество, да речам, не се грижи од типот на... Добивме коментар од анонимен коментар на мејл ми испрати порака дечко кој кажа дека ужива во епизодите и дека кога направивме една мала пауза, колку подкастот фали, поентата на муабетот беше дека сме му помогнале со епизодите во ситуации каде што се чувствувал прилично осамен, депресивен и така натаму. И кога го искоментиравме тоа во една од епизодите, затоа што тоа е праксата, коментарите кои што ги добиваме, ги коментираме директно во епизода. На тоа се налепија уште не знам точно колку коментари со слична конотација, со слична порака, што е показател дека на луѓето им е потребна оддишка. Значи, ние да речам малку придонесуваме, ама тоа многу значи за човек кој го има конкретниот проблем. А и сите самите сме свесни дека не е секогаш розево и животот не е како на Инстаграм. Во реалниот живот нема филтри. Така да, јас сум среќен што на независна база успеаваме да создадеме дело кое што комуницира директно со публиката. Неодамна беше во Австрија, имаше 2 настапи таму. Што планираш до крајот на календарскава година? Планирам уште до крајот на мај ќе се заокружи турнејата на Лошо куќе во Македонија. Остануваат уште неколку градови каде што ќе го направам шоуто, а понатаму шоуто ќе биде адаптирано нормално на англиски и ќе патува малку пошироко низ Европа. Деталите секако дека ќе ги откриеме кога ќе дојде времето за тоа. Исто така, моментално сум во преговори со организатори од Америка,
Се надевам дека и во тој поглед работите фино ќе се заокружат, така што околу октомври планирам и македонска турнеја во Америка и турнеја нормално паралелно на англиски. Значи шоуто ќе се потрудам да патувам малку повеќе. На зимска бајка ќе те гледам? Ако ме поканите. Сосема пред крај, да го најавим уште еднаш твоето шоу, значи оваа недела, 21 април, Центар за култура Григор Прличев, голема сала. Да. Почеток 20 часот. Почеток 20 часот, билетите може да се набават со еден обичен телефонски повик на бројот 075-283-066. Апелирам на луѓето да бидат ажурни и брзи, затоа што билетите летаат, веќе сме при крај. Да, останува само уште неколку дена да си набавите билет за шоуто на Никола Тодоровски, Лошо куче, оваа недела во Центарот за култура. И со оваа најава ќе се одјавиме. Ти благодарам што издвои време, што беше дел од емисијата интервју на Охрид Нјус и се гледаме во некоја наредна прилика. Фала за поканата. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму информирани, следете го Охрид Нјус.